Како што знаете, веќе градот Скопје во соработка со владата и со општина Центар го објави тендерот за изградба на подземна сообраќајница во Скопје, која ќе планира некаде кај комплексот банки или кај Народна банка на Република Македонија и ќе излегува тука пред владата на Република Македонија, продолжувајќи кон Илинденска или кон Климент Охридски, зависно на каде се упатени луѓето или пак на другата страна. Овој проект е еден од најголемите проекти во градот Скопје, што досега е преземан. Проценката на оние кои што го изработуваа проектот е дека ќе чини помеѓу 40 и 45 милиони евра. Досега 20 на фирми имаат подигната документација, но има време уште да подигнат. Има и домашни, има и странски. Очигледно проектот е интересен за сите, за многу компании. Денеска ги разгледувавме точно котите каде што се планира и каде се движи и каде ќе излезе. Сообраќајницата проектот е комплетно завршен, тендерот за градба е во тек. Очекувањето е некаде во јуни да се достават понудите, во јули да се изврши избор и доколку се е во ред во септември да почне градбата на оваа подземна сообраќајница. Таа значително ќе го растерети сообраќајот во центарот на Скопје, особено за оние возила кои што немаат намера да се задржат во центарот, туку планираат од аеродром или Ново Лисиче или тој дел на Скопје, Газибава и така натаму да преминат кон Карпуш или пак во овој дел на центарот каде што ќе излегува сообраќајницата или кон оној дел на Скопје, Карпуш, Ѓорче Петров и така натаму. Така што ќе биде сериозно олеснување за сите граѓани на Скопје и за оние кои што доаѓаат до Скопје во сообраќајот. Центарот ќе се растерети и тоа ќе помогне за и побрзо и побезбедно движење низ градот. Како што знаете, владата се обврза да го финансира овој проект со 2/3 од средствата, кои што ќе бидат при јавното електронско надавање одредени и 1/3 ќе го финансира градот. Заеднички го подготвуваме, вклучувајќи и општина Центар, бидејќи без незиното вклучување немаше да може да дојдеме до оваа фаза. Тие беа исклучително силно вклучени во овој проект со сите потребни документи, детални урбанистички планови, целосна логистика, така што заедно Центар, општина Центар, град Скопје и владата успеавме да дојдеме во фаза кога веќе имаме објавено јавен повик за компании за градба. И верувам дека работите ќе одат во добра правец и веќе оваа година ќе почне градбата. Добро, јас би сакал да го искренам своето задоволство што овој проект во насока на решавањето на сообраќајниот хаос во градот Скопје, а тоа е проектот подземна сообраќајница, која што почнува од владата на Република Македонија, а завршува до комплексот на банки, при што кај владата на Република Македонија или пред мостот Гоце Делчев ќе има раскрстица на 2 нивоа и на двете нивоа ќе бидат кружни текови. Значи од тука ќе почне планирањето, ќе се движи покрај кеот на Вардар, нема да биде зафатен Кејскиот зид, значи и патеките ролелско-велосипедските, туку ќе биде од Кејскиот зид према централното градско подрачје и ќе излегува некаде кај комплексот на банки. Должината на оваа подземна сообраќајница е околу 1300 метри, 1300 метри, од кои што 900 метри ќе бидат под земја. На овој начин ќе се растерети многу сообраќајот во градот Скопје. При ова би сакал да се благодарам на премиерот и на владата за помошта за финансирањето на оваа подземна сообраќајница, со оглед тоа што 2/3 ќе финансира владата, 1/3 градот Скопје, а исто така на општина Центар и на градоначалникот господинот Тодоровиќ за досегашниот голем ангажман во смисол на подготвувањето на техничката документација, на урбанистичката документација, значи на деталниот урбанистички план, на генералниот урбанистички план во кој што учествува, за да може оваа сообраќајница да биде целосно урбанистички преклопена. Така да сметам дека со заеднички сили владата на Република Македонија, градот Скопје и општина Центар ќе го реализираат овој проект и ова есен очекуваме да почнат градежните работи, да траат неколку години, така да за неколку години ќе имаме оваа подземна сообраќајница која што сметам дека ќе биде гордоста на градот Скопје од сообраќајен аспект. Општина Центар дава силна поддршка на градот кој го води проектот, кој го финансира владата на Република Македонија и градот, и одобренијата за градба ќе бидат брзо подготвени.
Сакам да истакнам и да изјавам голема благодарност од граѓаните на општина Центар за ваков проект кој се реализира на територија на општина Центар, затоа што во голема мера ќе се подобри квалитетот на сообраќај и ние мислам дека ќе бидеме град кој за разлика од градовите големи што се во окружувањето, кој што е Солун, Софија, Белград и другите, ќе има најквалитетно решен сообраќај низ градот. Благодарам.